Хеленистичката епоха настапила од смртта на Александар Македонски и Аристотел. 322 година пред нашата ера се до настапувањето на новиот век и врвот на римската култура. За хеленистичката епоха карактеристична е раздвиженоста на луѓето, нови сознанија, техники и технологии, општа поврзаност меѓу народите, ширењето на масовната култура. Во хеленистичката епоха се појавиле повеќе школи: скептицизам, епикурејство, стоици, киници. Скептицизмот се одликува со несигурност во сознанието или во вредностите кои се предлагаат. Скепсис, сомневање. Епикурејството развиваше идеи на етика на уживањето и психологијата. Главен представник Епикур живеел од 341 година до 270 година пред нашата ера. Најголемо блаженство за Епикур е атараксија, непоматеност на духот, а се постигнува со ослободување од страстите и влијанијата од надворешниот свет. Најважниот дел на стоичката философија е да се живее сообразно со разумот, со постојано себе усовршување. Пречка за достигнување блаженство се афектите, прекумерни страсти, стравовите, кои со силна волја може да се остранат, а тоа се нарекува апатија, состојба на немање силни негативни страсти. Еклектиците во философијата биле одбирачи, кои од разни философски погледи го земале она што им се допаѓа и го соединувале во една целост која немала духовна доследност.